магистар Александар Јанев. И еве во ваше во моје име да го замолам да се наврати на годините наназад од средното полициско училиште и кариерата во Министерството за внатрешни работи. Директорот ја започна својата кариера како основен полициски службеник и напредуваше во хиерархијата на Министерството за внатрешни работи до највисокото раководно место, директор на Бирото за јавна безбедност. Затоа ве молам со внимание да ги слушнеме неговите пораки. Повелете, директор. Благодарам многу, професор Дуевски. Почитуван декан на Факултетот за безбедност, почитувани професори, почитувани колеги, почитуван помошник на министерот, почитувани студенти и кадети. Убав вовед кажа професорот Дуевски, и кога дојдов и овде и секојаш кога доаѓам во центарот за обука се навраќам на моментите кога прв пат зачекоривме овде, далечната 93-та некаде, каде стварно бевме едни невини деца и не знаевме во што се впуштаме. Тогаш нити имавме сон за кариера, нити имавме сон за високи раководни позиции, едноставно имавме сон да бидеме на бранникот на државата, да ја носиме униформата, да имаме полициска значка и да служиме на граѓаните. Додека бевме овде, додека се градевме, имавме различни искуства, и позитивни и негативни, како ученици. Меѓутоа имаше едно заедништво. Ние бевме прилика преку 190 ученици од мојава класа и плюс 3 класи пред мене и 3 класи после мене, од прилика пустиот број. Така да не научиме на некои вредности кои што може би во семејствата дома изворно ги носиме, ги имаме во себе, меѓутоа овде дополнително влеговме во еден друг систем со едни други вредности, вредности пред се да бидеш човек, пред се да имаш чувство на лично постоење, да знаеш дека си лична единка, дека само одлучуваш за себе и да знаеш дека патот кој што го бираш зависи од тебе, а не зависи од никој околу тебе. Да, зависи од сплет на околности, зависи од виша сила, меѓутоа секое утро и секоја мисла треба да се разбудиме дека да, го сакам ова, постојам за ова и ќе го работам ова. Многу има што да се каже, вака сега како низ лента ми поминуваат одредени слики и моменти, меѓутоа ќе пробам да бидам краток за да може што повеќе да прашате вие нешто и да подискутираме малце во една друга димензија од прашања што се од ваш интерес. Започнав како сообраќајен полицаец, беше неизвестно како прво кај ќе видам на работа, дали ќе видам во Скопје, дали ќе видам во Струмица, дали во Охрид, во Дебар, меѓутоа тоа е тој повик каде што ние кога се запишевме овде не можевме да бираме каде ќе служиме, едноставно знаевме дека само служиме на самата држава и треба да ги спроведуваме законите по урнекот, односно така каде што треба и каде што има потреба од сето тоа. 93-та беше време каде што немавме ни учебници практично, учевме од скрипти или од диктирање на самите етаблирани во тоа време и професори, меѓутоа и колеги кои што сега се во пензија, беа овде во функција на наставници, во функција на професори, меѓутоа кои што го носат личното искуство од себе. Така да ќе се присетам на неколку предмети, тоа беше полициска тактика, тоа беше предметот сообраќај, кој што често пати знаеме една фраза на тогашниот професор да ја користиме и до ден денешен, после 30 на години, од прилика и повеќе. Криминалистичка или криминалистика имавме предмет. И сега зборам за специализираните предмети, исто имавме и специјално физичко, секој ден буквално бевме во сала. Така да едноставно духот на сите нас се градеше низ еден систем на квалитетно образование, системско образование, низ систем каде што немаше толеранција ово е на овој, ово е на тој, па иде малце ќе го заштитиме, па нема да стане во 5 сабајле, па ќе стане во 6. Не. Системот важеше за сите. Процедурите важеа за сите. Во 5 и 10 се строевме, јас бев во тој павилион тамо четворката. Во 5 и 10 се строевме на хелиодромот надвор и сето тоа имавме утрински вежби, па имавме чистење низ кругот и така на меѓутоа тоа тогаш не изгледаше можеби абсурдно, можеби не изгледаше како зошто го правиме ова. Меѓутоа кога тргнав на работа сватив зошто е потребно било сето тоа. Овде, иако бевме деца, не изградија како луѓе, како единки, како човек, со вредности, со чист образ и со желба да се направи нешто добро за самата држава
за самиот себе и за средината во која што живееме и за граѓаните на кои што сите ние им служиме. Да не должам многу во тој дел, да, започнав како сообраќајен полицаец, потоа кариерата во еден период бев во одделот за обезбедување на определени личности и објекти. На кратко ви ја кажувам кариерава, потоа бев во службата за аналитика, истражување и документирање во тоа време, така се, мислам дека правилно го кажувам. Потоа бев во одделот за организиран криминал еден подолг период, бев во службата за општи и заеднички работи некои 5-6 години, каде што ја сватив и другата димензија на неполициската работа, меѓутоа многу важен дел за полицијата, тоа е логистиката и се тоа што за да функционира од аспект на материјално-технички средства, од аспект на се, и како е потребно да го имаме. И потоа периодично се враќав во одделот за борба против организиран криминал на највисоката раководна функција за пред отприлика 2 години да бидам на оваа позиција каде што сум денес. И сето ова не било преку ноќ. Ви сами знаете дека после 20-27 години плюс полициско школо 4 години стасав до оваа позиција. Ова е макотрпна работа. Ова не е нешто кое што треба да кажеме еве од утре нема да бидам тоа, па ќе се откажам. Раководните места не се места кои што треба да ги гледате за себе задоволување или за себе промоција. Едноставно раководните места треба да ги гледате во иднина како шанса и можност да го дадете најдоброто од себе, да покажете какви вештини и знаења располагате, да ги компонирате лидерските вештини во вас, односно раководните вештини, и на крај на денот да направите нешто добро за целокупниот систем, а не да направите нешто лично за себе. Бидејќи ако тргнете со мисла да правите нешто лично за себе, знаете дека од почетокот поминува тоа и е пропадната работа. Кога правиме нешто добро за себе, тоа е еден вид мисија за да може сите ние да служиме, бидејќи овие раководни позиции не се раководни позиции кои што се приватна фирма, па ајде сега ќе бидеме фамилиарни или каква и да е, туку е раководна позиција државна, платени сме од парите на граѓаните и затоа треба да го сватиме еден вид како мисии кои што ги извршуваме во еден временски период низ нашите кариери и да го дадеме најдоброто во себе, меѓутоа и да се надоградуваме и на самите раководни позиции кои што ги извршуваме и да ги слушаме и луѓето под нас, бидејќи и тие имаат многу што да кажат, да ги применеме сите наши обуки, тренинзи, едукации од прво ниво, од овде, од школските клупи, па се натаму и низ кариерата како што се надоградуваме, за да може да направиме една симбиоза, една синергија во целото наше битисување, вака да кажам, на самата раководна позиција, за да може паралелно да бидеме не само добри раководители, не само да имаме добри организацијски единици кои што ќе терат напред, туку едноставно да имаме и да продуцираме добри кадри внатре, да бидеме добри лидери, а паралелно и да направиме нешто силно, односно да допринесеме во алката на целиот систем, наречен Синџирот систем, да допринесеме да биде системот подигнат, а на крај на денот да имаме задоволни граѓани, односно безбедни граѓани, безбедно општество, безбедна заедница, а во една страна исто и паралелно да биде и хумана страна има полициска професија, да бидеме и да се хуманата димензија да излезе на површина. Имав неколку лоши моменти во кариерата моја, може би зависеле од виша сила, може би зависеле од сплет на околности. Во војниот конфликт 2001 го загубив најдобриот колега кој што сите го познават овде, ми беше и најдобар другар, исто се презиваше како мене, бевме цимери во време на конфликтот на ден после мојот роден ден. Тежок период низ мојот живот. Понатамо во тоа време работев кај покојниот претседател Трајковски како обезбедување. Во периодот кога бев заменик раководител на обезбедување, кај него се случи она трагедија која што падна самиот авион. Исто така беше тежок период во мојата кариера. Се прашуваш зошто ова се случува, дали нешто сме промашиле, дали нешто сме сгрешиле на повисоко ниво. Меѓутоа фативме периоди на воен конфликт во мојата кариера, да не го спомнав моментот на загуби. Фативме период кога може би беше доведен во прашање демократските вредности во тој период и функционирање на системот. Сведоци сме на периодот некаде
после 2014 каде што се доведе во прашање капацитетот на целокупното функционирање на владиниот систем или на владиниот апарат. Имав прилика да бидам председател на работната група која што имаше задача, тешка задача, да ги предложи моделите на нова реорганизација и консолидација на безбедносно-разузнавачкиот систем. Тоа беше една голема работна група составена од 100 членови, кој што јас во експертскиот дел, во делот на луѓето кои што се од фелата, бев председател на сите тие компоненти внатре, друго беше политичкото ниво, така да благодарение на таа работа со луѓе од различни институции стигнавме денеска да го имаме системот на Агенцијата за национална безбедност, да имаме оперативно-техничката агенција и да сме исправени низ останати реформи во самиот безбедносен систем, каде што предлагавме неколку модели на ново компонирање на функционирање на безбедносно-разузнавачкиот модел во државата, така да на дел од ова што сега го живееме помина низ работната група, низ работните групи во кои што јас бев тогаш во тоа време председател на истите. Работев во службата за борба против организиран и сериозен криминал и таму имаше сплет на реформи и околности кои што моравме да ги поминеме. Нормално е. Секој ден е реформа за подобро утре, учиме од сегашноста за да може да вложуваме во иднината, за да може службите да ги проектираме и да ги поставиме во наредните 5 до 10 години, тоа е на среден или на долг рок. Таму исто така етаблирав служба, почнав од нула во една единица во тоа време, односно оделение, па после прерасна во единица. И така да, зошто го спомнам сето ово? Имав можност, доколку немав интегритет, доколку немав знаење, доколку немав вредности, многу лесно можев мојот образ да остане нечист и да бе свртен од другата страна јас на законот. Работевме сум работел во кариерата против тешки криминални групи, високо профилирани криминални организации, национални, транснационални, па можеби во дел беа и интерконтинентални, на различни континенти функционираат криминалните групи, каде што големи пари се во игра. Знаете, во секоја криминална организација има многу пари, посебно профил кога имат меѓународни димензии. Многу лесно тие сакаат да стигнат до било кој што ќе им даде информација дали се предмет на истрага, на интерес на одредени служби, вклучително и на Министерството за внатрешни работи, како во рамки на Македонија, така и во рамки низ другите земји. Меѓутоа, сме обстоиле и лично сум обстоил и сум се исправил над сите предизвици, над сите искушенија, знаејќи дека единствената вредност да служиме честно, да служиме поштено, да служиме со образ, да го применеме целото наше знаење кое што го стекнуваме овде од овие клупи, да се присетиме на ликовите на самите наставници, професори низ кариерите кои што ни кажувале како треба да се однесуваме, ни кажувале како треба да делуваме во одредени ситуации, за да може денеска да прерастеме во тоа што сите ние сме. Можеби јас сум на највисоката позиција, меѓутоа сум прв меѓу еднаквите. Сите ние сме од овие клупи потекнати, сите ние сме можеле да бидеме на вакви, такви или онакви позиции. И што е она што најбитно, тука ќе привршам за да може прашањава да тераме понатаму, што е најважно. Полициската професија е едно големо семејство. Семејство кое што не е само во национални рамки, туку и во меѓународни рамки. Кога одам на големите конференции во рамки на Европол или во рамки на Интерпол, каде што учествуваат 196 земји, каде што има вкупно околу 1000 учесници на сите тие конференции и настани, верувајте дека таму не е важно кој од која земја доаѓа. Сите имаме исти предизвици. Тоа е да се бориме против криминалот, да обезбедиме стабилен јавен ред и мир, да се грижиме за безбедноста на граѓаните, да помагаме на слабите, односно онаму каде што има потреба, да пружиме рака, на некое дете кое што се изгубило од своето семејство, да му пружиме рака, да го најдеме и да го споиме повторно со неговото семејство. Имало и тешки моменти, не секаде низ светот, каде што имало и поголеми несреќи, како на тие жртви што побрзо да им се на семејствата на жртви кои што биле авионски, железнички несреќи и така натаму, или терористички акти, што побрзо да се идентификуваат или да добијат информација за состојбата на нивните членови, на нивните
семејства. Имајте ги вредностите што ги имате овде, слушајте ги професорите, нити еден професор не може да ви каже, или ниту еден воспитувач, ниту еден наставник војнина во средното полициско училиште не може да ве учи на нешто што е спротивно на тоа што се вредности, пред се хумани, човечки, а потоа и системски или државнички вредности, вредности на законите. И можеби ќе се доведете во кариерата да носите и тешки одлуки, да носите брзи одлуки, меѓутоа секој ден тие одлуки се различни и мора да делувате и да се адаптирате на различната средина и на различните ситуации во кои што треба да донесете одлука. А одлука може да донесе човек кој што има искуство, има знаење пред се, има вредности во себе, тогаш може да донесе правилна одлука и брза одлука. Затоа, уште еднаш ќе потенцирам. Бидете горди што сте дел од овој систем. Јас сум многу горд што го враќаме и средното полициско училиште здрави од септември навака. Горд сум што се надам дека ова ќе биде убава страница од новата приказна на модерната полиција, на полиција која што покрај што ќе користи технологијата, без човечкиот капацитет, без сите вас, не може ништо да постигнеме во иднина. Вашите вредности може да ја помагаат на технологијата, технологијата може да ја помага на вас. Затоа ќе застанам овде. Се надам дека имате многу прашања. Многу имам во мојата глава што да кажам, што да објаснам. Бидете слободни, може да ме прашате било што, и мене, така да и другите, во име на другите, се надам дека истото. Ви благодарам.